Транспарентни онлайн цени на производите. Просветниот инспекторат под надзор. Трамп и Макрон за Украина. Можен крај на војната за неколку недели. Украинскиот парламент го легитимираше Зеленски. Научниците открија ген поврзан со потеклото на говорот. Гравитацијата се менува. Собранието го разгледало предлог законот за измена на законот за заштита на потрошувачите, кој вклучува нови обврски за трговците на мало. Според новите правила, тие ќе треба да ги објавуваат цените на производите на своите веб страници, а трговците што имаат повеќе од еден продажен објект ќе треба да ги објавуваат цените поединечно за секој објект. Ова ќе се однесува на сите трговци, освен на микротрговците и трговците поединци. Целта на овие измени е да се обезбеди поголема транспарентност, фер конкуренција и заштита на потрошувачите. Потрошувачите ќе имаат лесен пристап до информации за цените, а трговците ќе бидат подеднакво обврзани да ги почитуваат овие правила. Овие измени ќе спречат нефер практики, како што се скриени трошоци и нејасни цени, и ќе ги заштитат интересите на потрошувачите. Предлог законот исто така предвидува развој на апликации и веб страници за споредба на цените помеѓу различни трговци. Законските решенија за информирање на потрошувачите, како што се правилно означени цени, успешно се применуваат во други земји, како што е Франција. Во случај на кршење на овие правила, предвидени се санкции и глоби за трговците, а инспекциите ќе ги надгледуваат правилата. Измените се во согласност со европските директиви за заштита на потрошувачите. Ревизијата спроведена во Државниот просветен инспекторат открила сериозни проблеми во спроведувањето на инспекцискиот надзор, особено во студентските домови и воспитно-образовните установи. Недостасуваат редовни и вонредни инспекции, а кадровските проблеми, како и неисполнувањето на препораките од претходните ревизии, создаваат ризик за несоодветно функционирање на инспекторатот и непочитување на законските обврски. Државниот просветен инспекторат има сериозен недостаток на кадар, особено во секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот. Од 138 систематизирани работни места, пополнети се само 100, што значи дека 1/3 од потребните инспектори не се ангажирани. Особено има недостиг во општините Охрид, Гостивар, Кавадарци и Ресен, што е последица на пензионирање на постојните инспектори. Дополнително, некои од нововработените инспектори не ја завршиле опходната обука, што ја зголемува веројатноста за правење грешки и слабости во инспекцискиот процес. Овие слабости наметнуваат потреба од итни мерки за подобрување на инспекцискиот надзор и за пополнување на недостигот на кадар, за да се обезбеди поефикасна контрола во студентските домови и воспитно-образовните установи и да се заштитат интересите на студентите и корисниците на образовни услуги. По средбата со францускиот председател Емануел Макрон, американскиот председател Доналд Трамп изразил уверување дека војната во Украина би можела да заврши за неколку недели и дека приоритет е постигнување прекин на огнот и траен мир. Трамп рече дека верува дека Макрон се согласува со него за повеќето клучни точки. Американскиот председател најавил дека планира да се сретне со украинскиот председател Зеленски за да обезбеди компензативен пристап до украинските суровини, важни минерали и ретки метали. Макрон пак ја поддржал иницијативата на Трамп и нагласил дека со промената на власта во САД се создал нов контекст. Тој истакнал важноста на европско-американското единство и заедничките интереси на САД и Европа во решавањето на глобалните прашања, како Украина. Макрон повикал на координирана улога на двете земји во справувањето со кризата. Украинскиот парламент денеска усвои резолуција која ја потврдува легитимноста на председателот Володимир Зеленски и ја отфрла можноста за одржување избори додека трае војната. Резолуцијата беше усвоена по втор обид, откако претходно не беше постигната потребната поддршка. Со ова, украинскиот парламент ги отфрли изјавите на американскиот и рускиот председател Доналд Трамп и Владимир Путин, кои сугерираа дека владеењето на Зеленски е нелегитимно поради тоа што не се одржани избори во Украина. Зеленски, кој ја освои власта на легитимни избори во 2019 година, во неделата изјави дека е подготвен да се повлече од функцијата ако тоа може да донесе мир во Украина, па дури и ако тоа значи членство на Украина во НАТО. Сепак, парламентот потврди дека неговиот мандат не е доведен во прашање, бидејќи тој ја добил власта преку законски избрани избори. Во резолуцијата се наведува и дека избори не можат да се одржат додека во Украина владее воена состојба, а тоа ќе биде можно само по постигнување на праведен и траен мир. Повеќето украинци, како и водечките опозициски партии, се согласуваат дека во текот на војната нема услови за одржување на веродостојни избори, бидејќи милиони украинци се принудени да живеат во странство како бегалци, а стотици илјади се на фронтот, што го прави невозможен изборниот процес.
Вистина е дека научниците идентификувале ген кој може да се поврзе со древното потекло на говорот. Генот NOVA1, откриен кај луѓето, игра важна улога во развојот на мозокот и комуникацијата. Истражувањата покажуваат дека протеинот NOVA1 е исклучително човечки и може да помогне во проучувањето на говорните нарушувања. Овој ген не е единствената причина за говорот, бидејќи анатомијата на грлото и мозокот исто така играат клучна улога. Истражувањето би можело да има корисни импликации за лечење на говорни оштетувања. Вистина е дека научниците откриле ген, поврзан со потеклото на говорот, кој е клучен за развојот на комуникацијата кај луѓето. Генот NOVA1, кој е исклучително човечки, ја игра важната улога во развојот на мозокот и може да помогне во разјаснувањето на говорните нарушувања. Примената на генетското уредување преку CRISPR покажала дека животните, како глувците, со човечки протеин создаваат поинакви звуци, што покажува значајни разлики во комуникацијата. Истражувањата ја истражуваат поврзаноста на гените со говорот и јазикот, при што NOVA1 може да биде клучниот елемент во оваа област. Како и со FOXP2, кој е откриен пред 2 децении, NOVA1 може да има клучно значење за проучување на еволуцијата на говорот. Дарнел и неговиот тим продолжуваат да истражуваат како генетската варијанта влијае на способноста за зборување, додека се надеваат дека ова истражување ќе помогне и во подобрување на третманите за говорни оштетувања. Целта е да се помогне на оние со говорни мани уште од рана возраст. Технолошкиот напредок овозможува дополнително разбирање на човековиот развој и јазикот, што би можело да има корист за медицината и терапијата на пациенти. Ова истражување, објавено во списанието Nature Communications, носи нови можности за проучување на генетската основа на говорот. Научниците откриле дека гравитацијата на Земјата се менува, со најголеми ефекти забележани во Шведска. Оваа појава е резултат на климатските промени и глобалното загревање, што доведува до поместување во земјината кора. Истражувачите предупредуваат дека овие промени може да имаат значителни последици за природните и инфраструктурни системи. Понатамошни студии се потребни за целосно разбирање на оваа динамика и нејзиниот ефект на човечката цивилизација. Се смета дека овие промени ќе засегнат и многу делови од земјата, вклучувајќи ја и нивната способност да се прилагодат на новите услови. Ова откритие може да отвори нови патишта за глобални климатски стратегии и адаптација. Научниците се надеваат дека понатамошните истражувања ќе доведат до нови откритија кои ќе можат да помогнат во предвидувањето на идни промени, а исто така ќе овозможат побрзо и попрецизно одговорно управување со промените во животната средина. Транспарентни онлайн цени на производите. Просветниот инспекторат под надзор. Трамп и Макрон за Украина. Можен крај на војната за неколку недели. Украинскиот парламент го легитимираше Зеленски. Научниците открија ген поврзан со потеклото на говорот. Гравитацијата се менува.